Нов ден, стара слика. Проблемот со сметот во Скопје се повеќе се продлабочува и целосното негово решавање оди мощно отежнато. И покрај иницијативата на дел од скопските општини сами да го чистат отпадот. Особено е поразително што огромни депонии се создаваат во близина на самиот плоштад во центарот на градот. Во близина на кејот на реката Вардар и на само една минута пешачење од плоштадот Македонија, каде секојдневно поминуваат стотици туристи, се наоѓа оваа депонија. Таа ја представува нефункционалноста на ова општество. Дел од луѓето кои ги анкетиравме велат дека не можат да поверуваат дека еден главен град има вакви проблеми во 21 век. Револтирани се што се уништува и нивното достоинство. Некои се скептични, некои оптимисти, но сите со иста порака. Сметот да се исчисти, дотека не се случила некаква епидемија. Срамота е, има странци тука на плоштад, гледаат тоа брука, срамота. Дали се чувствувате повредени и понижени? Како не, еве сега тоа дојде. Сега има многу работи што не чинат, али па ѓубрево треба да го собираат. Трпат ради еден човек. Ради еден човек. Ради тоа. Дали сметате дека ќе се реши проблемот пошто Да, ќе се реши. Ќе се реши сигурно. За кратко време. Али ова овдека што го гледам овдека не е убаво. Само. Го шеташ детето, ѓубрето гледаш надвор. Мислам, тоа не е убаво. Не е само вината кај скопјаните што го прават проблемот, меѓутоа имаме институции. Сега се префала топката од еден на друг, не градоначалничката, не овој, не оној. Тие институции се платени за чистење на градот. Колку и како, ние тоа ќе си го решат тамо, не преку грбот на граѓаните. Лошо. Греото е за деца што треба да пројдат покрај депонија или со количка мајка со дете да пројде покрај 300 ѓубришта и кеси. Страва. А тука доаѓаат туристи и гледаат? Тоа е плюс, тоа е веќе уште поголем срам, меѓутоа не е срам па на народот, пак институцијата комунала хигиена, нека си ја заврши работата. Со цел решавање на проблемот со отпадот, Општина Центар денеска свика итен кризен штаб на кого се донесоа неколку одлуки, меѓу кои и вонредна дератизација поради појава на огромни стаороци на нивната територија.